царството Твое и да биде волјата Твоја и не воведи во искушение, избави не од лукаваго. Твое царство, сила и слава, како на небо, така на земја. Левот насушен, дај ни го денес и прости ни ги долговите. Исусе Христосе, ние сме Твоите, што Ти не возлюби и не остави. Татко наш кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Левот наш насушен, дај ни го и денес, и прости ни ги долговите наши, како што и ние им ги простуваме на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови и векови. Амин. Зборува и денеска низ мене, нека Твојот дух преплавува, нека потечат реки од жива вода, да ги отворат срцата на сите оние кои се жедни за Твојата љубов. Во името на Господ Исус Христос го обесилувам сатанат и му велам, бегај од нас сатана, од сите оние кои ги отворат срцата. Го земам мечот на духот и изрекувам живот во сите оние кои ќе речат, Исусе, отвори ми го умот да го разбирам Словото, дојди во моето срце. Го врзувам сатаната и сите негови демони да не дејствува додека Словото Божјо пробива најостро, поостро од секаков меч, и ве одврзувам од секакви демонски влијанија. Исусе, Ти си мојот доктор и спасител. Зборуваме за живење со Исус, за живење во Исус, новиот живот во Исус. Ефесијаните 4 глава од 17 стих ходиме до 32. Ова пак го зборувам и сведочам. Значи зборувам и сведочам. Сведок на Исуса Христа, да не живеете повеќе како што живеат и другите. Незнабожци. Да не живеете повеќе како што живеат и другите незнабожци, по суетата на својот ум. Значи, свој ум имаат, знаат што сакаат тие. Јадат од дрвото на познанието. Наместо секоја мисла да е покорна на Исуса Христа, значи помрачени се во разумот, оттуѓени се од Божиот живот, живот во љубов, поради нивното незнаење, според она што Исус го кажува, мојот народ живее, мојот народ гине од незнаење. Можам да го кажам истото и за македонците, и тврдокорноста на нивното срце по сатанскиот свет, каде што од сите страни секој секого намразува, дојдени до безчувство, и вие само ја ширите омразата со тоа што не простувате, се врзувате на земјата, дојдени до безчувство. Тие се предадоа на разврат и ненаситно вршат секаква нечистота. Тоа што ти сакаш, тоа што ти мислиш, твоите желби, ја бараш својата правда, осудуваш, ја гледаш гредата во окото на другиот, раската во окото на брата си не ја гледаш. Го убиваш како Каин, го убиваш Авела. Знаеш што е добро и зло. Не простуваш и тебе нема да ти биде простено. Осудуваш, а кој си ти да осудуваш? Тук слуга. Сакаш да бидеш над другите, градиш вавилонски кули и немаш доволно љубов. Допрени до безчувство. Тие се предадоа на разврат и ненаситно вршат секаква работа. Но нечистота, ние брго осудуваме некој, па така му треба, тоа заслужи и така натаму. Имаме многу луѓе кои имаат потреба, се јавуваат и ќе дојдат до некој степен. Ќе ги донесеме до пустината и потоа треба самите да исчекорат. Најинтересна категорија се луѓе што не сакаат да се молат. Ние да се молиме за нив.
Имаме повеќе такви случаи. Или ќе дојдат до некаде, ќе им кажеш нешто во духот. Еве Марија, например, ќе каже некој податок, например, се извршила изневера и имаме материализација на гревот. И одеднаш ги снема луѓето. Те сакаме Господа Исусе Христе. Другите се затруени од доктринарни, земни, телесни цркви, а да ги наречам свински цркви кои се враќаат во калта кучешки. Види како земете во проповедник, од каде знаеш ти, сине човечки, дека твојата душа ќе оди на небесата, а душата на животното во земјата. Значи, синовите човечки се на исто ниво, не се разликуваат од животните. Ние зборуваме, но вие, 20 стих, за духовно единство во Исус, не го познавте така Христа. Ако на вистина сте чуле за Него и во Него сте биле поучувани. Сега тука го имаме тој во што сте поучувани, дека вистината е во Исус. Исус е вистината. Ако е Исус вистината, вие треба да се држите до Исус, да се држите за вистината. Познавам жена која се држеше за нозете на Исус, зборуваше и го исцели низиниот маж неколку пати. Ако се држите до Исус, да се држите до Исус, да постапувате како Исус, да живеете како Исус. Тогаш отврлете го од себе стариот човек. Еве тоа е тоа што треба да го направите. Например, во Евангелската црква учат дека не треба ништо да правите. Ова треба да го направите, да го отврлиш од себе стариот човек. Тоа не е така едноставно, тоа не е како ова палто, сега сум го облекол и ќе го се облечам. Според вашето поранешно живење, треба да живеете поинаку, кој се распаѓа во измамливи желби. Похотта на телото, гордоста на очите, гордоста на животот, желбата на очите, да се обновите во духот, во својот ум, да се обнови вашиот ум. Овде има во духот на својот ум, погрешен препев на Ефесијаните, 23 стих, 5 глава, 4 глава, да се обновите со духот, умот ваш да се обнови. Значи, секоја мисла треба да е покорна на Исуса Христа. Сатаната действува со мисли, направи вака, направи така. И ти мислиш дека тие се твои. И да се облечете во новиот човек, создаден според Бога, во вистинска праведност и светост, во Исусовата праведност. И ние имаме многу луѓе завладеани од демони, пијат апчиња. Ќе дојдеме до некаде, дали ти сакаш да се промениш. Не е проблем Христов, вистински Христов слуга, да изгони некаков демон. Проблемот е што ќе правиш после. Значи мора да се наполниш со духот, Исус да се насели во твоето срце, да научиш да се браниш после водната бања во Словото, да не се вратиш како свињата во калта, на стариот начин, да се облечете во новиот човек, да се облечете во Исус, да се облечете во љубов, создаден според Бог во вистинска праведност и светост. Наједноставниот момент да почнеш да се разбудуваш, стани ти што спиеш, и да почнеш да викаш Исусе напомош, Исусе помогни ми, Исусе покажи ми, Исусе ме боли ова, Исусе вака, Исусе така, Исусе, додека не се расплонте твојот дух. Значи, ако вистински сте слушнале за Него и во Него сте биле поучувани, вистината е во Исус, да се облечете во новиот човек создаден според Бога, во вистинска праведност и светост. Поради тоа, откако ја отфрливте лагата, поранешниот човек, кажувајте си ја вистината секој на својот ближен, бидејќи сме делови еден на друг. Бидејќи сме делови еден на друг. Гневете се, но не грешете, сонцето да не зајде во гневот ваш. Кажувајте си ја вистината еден на друг, бидејќи сме делови еден на друг. Не давајте му место на ѓаволот во вашиот ум. Како? Па со тоа што ќе постапувате како Исус, со тоа што ќе побарате помош од Исус, да простите, да не осудите, да го победите злото со добро. Исусе, дај ми сила да простам. Помогни ми да се исцелам од оваа болест. Тргни ми ги болките, се покајувам за секој греф и за гревовите на моите предци. Значи, крадецот да не краде веќе. Туку нека се труди подобро да се труди со своите собствени раце. Видите, ми се јавува човек, пазете сатаната како действа и ми вика, оди горе, има таму
Човекот има нешто си насадил, јас додам да му ги оберам. Си отишол тој денек. Видете, сега веќе имам аларм, не крадам. Не кради, не пожелувај ништо што е туѓо. Ако си Христов слуга, треба да размислиш како се однесуваш, како постапуваш, да го обновиш својот ум. Видете, он преку друг ми вели оди горе, јас му викам не одам. Крадецот да не краде веќе. Не пожелувам ништо што е туѓо. Штом дојде таква мисла, бегај од мене, сатано, во името Исусово. Туку нека се труди, подобро е да се труди со своите собствени раце да го прави она што е добро. Она што е добро е она што го правеше Исус, за да има што да му даде на секој што има потреба. За да има да му даде на секој што е во потреба. Пазете, да му дадеш на секој што е во потреба. Раздај се што имаш и врви по мене. Никаков гнасен збор да не излегува од устата ваша. Туку само добар за надградување каде што треба, за да им се даде благодат на оние што слушаат. И никој ќе дојдеме до зборовите, го имаме тој стих, стави ми стражар на устите мои, по зборовите ќе бидете осудени. За секој лош збор ќе одговарате на судниот ден. Ние не сме свесни дека зборовите, словото, на почетокот беше словото. На се на овој свет зад нас и словото беше во Бога. И Бог беше словото. Тоа во почетокот беше во Бога. Пазете, словото е во Бог, ти го земаш словото, си го вртиш по својот ум, со сатанското тело се спротивставуваш на Бог и паднат си на земјата. И имаш малку време да научиш да љубиш, да го избереш Исус или да се вратиш назад на нов циклус на прочистување. Златото се прочистува низ оган, низ огнено езеро. И не оскрбувајте го светиот Дух Божји, а тие не ни знаат дека има Свети Дух со кој сте запечатени за денот на откупувањето. Па тоа е присуството на Исус во твоето срце. Тоа е Светиот Дух, зборува низ мене, татко мој. Тоа е кога ќе го прашаш што треба да направам, како да направам. Кога ќе дрешиш да се промениш, да не крадеш, да не осудуваш, да простиш, да ја претрпиш штетата, да ги љубиш сите. Дај ми сила да го љубам овој човек. Бегај од мене, сатано, кога ќе дојдат некои мисли. Ја прифаќам твојата волја да не мрмориш во пустината, па да изгинеш од истребителот. Тоа е процес, значи. Процесот е важен, како што рече, помрачени во разумот, но вие отфрлете го од себе стариот човек. Тоа е крштение во духот. Да му дозволиш духот да те обликувај. Значи, не оскрбувајте го Светиот Дух Божи со кој сте запечатени за денот на откупувањето. Мислам дека има еден друг превод, за денот на воскресението. Со тој си запечатен, ако Духот живее во тебе, ако му дозволиш на Духот да те обликува, ако тој те води, ако ти не постапуваш по свое, зборуваш од свое, значи потоа го зборува тоа, живееш по суетата на својот ум, помрачени во разумот, поради нивното незнаење и тврдокорноста на нивното срце, дојдени до безчувство и така натаму. И сега, отстранете ја подалеку од вас секоја огорченост, јарост, гнев, викање и хулење, заедно со секоја друга злоба. Исусе, дај ми мир. Се трудам да останам во мирот. Исусе, мирот свој ми го даваш. Исусе. Прво, кога ќе се случи ситуација која сака да ме измести од патеката по која се движам кон Исуса, велам Исусе, 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 само повторувам Исусе, Исусе, како камбана дан, 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 Исусе помогни ми, Исусе дојди во моето срце, Исусе исцели ме, Исусе дај ми сила. Кога тој ќе дојде Духот, мене ќе ме прослави. Кога тој ќе дојде ќе вели Ава Оче, вие ќе имате распломтен дух и нема да може да сопрете, да сведочите, да го славите Исуса Христа. Знаете, луѓето велат дека се во духата слават се и се што се слават самите себе. Отстранете ја подалеку, 31 стих, од вас секоја огорченост, јарост, гнев, викање и хулење, заедно со секоја друга злоба. Помогни ми, Исусе, да простам. Имавме сега тројца дојдоа на мерници, мајка со 2 деца. И кога им кажавме дека треба да простат, рипнаат сите. Сите рипнаа. Видите, излезе причината. Гредата се појави.
од окото, падна на земјата. Како да простиме? Па Исусе, дај ми сила да простам. Простете за да ви биде простено. Ако вие им ги простите гревовите, и вам ќе ви биде простено. Со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери. Без Исусе око за око, зап за зап. Со Исус простуваш и ти е простено. Мерката со која ги мериш другите е мерката со која се мериш себе си. Непростувањето е се што ќе врзете на земјата, врзан си во непростување, не можеш да одиш на небесата. Освен тоа што треба да ги врзуваш демоните. Зборува за секако вид на врзаност. Бидете еден спрема друг добри и милосрдни. Проштевајте си еден на друг. Проштевајте си еден на друг. Како што и Отецот Бог ви прости во Исуса Христа. Проштевајте си еден на друг. Слава ти, Господи Исусе Христе. Проштевајте си еден на друг. Велиш дека си во Исус. Ајде сега поуката. Дека си со Исус, дека си Негов, а се уште живееш по твое, по старо, не си се променил. Се уште си во истата кал. Одиш на служба, демек се капеш со водна бања на Словото, на живите слова Исусови. Ако имаш вистинска подука во Исус, а живееш исто, по-старо, телесно, живееш како без Исус, а велиш дека си во Исус. Синко човечки, тоа е прелюбодејство. Дали си во омраза, сами судете си, вели Исус. Првин себе си. Дали си во омраза, осудување, непокајување, лицемерно братолюбие, озборување, дали си во некои техники на исцелување без Исус, дали си во некоја поделена деноминацијска заедница, се едно е. Мирни деца кучиња, тоа е прелюба. Ти си невестата, затоа е дадена таа слика. Исус е младоженецот, но ти љубиш некого друг, уште некого во исто време. Како што е стихот, не можете да ги љубите и Бога го љубиш и мамона, и овој свет. Не си со Исус, синко човечки, ако живееш уште по стариот начин, на ист начин како и претходно. Да си во Исус не значи да цитираш стихови и да го спомнуваш Исус, туку да живееш како Исус. И уште повеќе, Он да живее, да владее, да управува од твоето срце, со твоето срце. Еве ги стиховите, не живеам јас, туку Исус живее во мене, вели апостол Павле во духот, а тоа го кажува нашиот татко во духот. Тоа не е само така изречен збор. Значи, Исус треба да живее во тебе. И тогаш ти ќе бидеш здрав, исцелен, ќе примиш сила да исцелуваш секакви болести и слабости, ќе изгонуваш демони, мртви ќе воскреснуваш. Треба вистински, тоа е одредница за сите нас, не е само изустен збор Исус да живее во тебе. Тоа е крштение во духот. Вистински да го дозволиш тоа. Исус со Отецот да пребиваат во тебе. Тоа треба да учите во седниците. Како Исус да се насели во тебе. Да бидеш едно со нив, заедно, да се претопиш во духот во нив, да останеш во словата, да останеш во љубовта, што и да се случува. Да останеш во љубовта, што и да се случува, да бидеш Исусов припадност, променет во љубовта, роден во дух и вистина, роден во љубов, богороден нов човек, крстен, раскрстен со стариот човек во љубовта Исусова. Стариот човек умира под крстот, тогаш го земаш ти својот крст и врвиш по Исус, односно постапуваш како Исус, да те води Духот Божји. Дали си застанал под крстот, како се застанува? Исусе,
Татко мој, погрешив пред Тебе пред небото. Исусе, прости ми, се покајувам за секој грев. Се покајувам за гревовите на моите предци. Им простувам на сите. Никого не осудувам. Ја прифаќам Твојата волја во мојот живот и ги давам клучевите од моето срце. Води ми, помогни ми. Го барам Царството Божјо за се да ми се придодаде. И потоа повторуваш: Исусе, помогни ми. Исусе, како да постапам. Исусе, што да направам. Исусе, вака. Исусе, така. И потоа помоли го да ти најде заедница каде што Духот вистински е присутен, каде што се собираме ние и Неговиот Дух. Стариот умрел под крстот. А ти што мислеше да бидеш со Исус, не е умствен процес, туку живење со сето свое срце, со сиот свој разум, со сета своја душа, со срцето да разберат, да ги исцелам во Исаија. Кога ќе разбереш со срцето, ќе бидеш исцелен. Тоа подразбира менување, осветување, покорност кон Исус, послушност. Тоа подразбира смрт на стариот човек. Родение во Исус, да не мислиш да си живееш на стариот начин, го знаеш ти Исус, ама ти си живееш. Ти како што си мислиш и сакаш. Ние зборуваме за Негова волја. Нека биде Твојата волја. За препуштање и припадност во Исус. Му го предаваш Твоето срце. Он е собственик. Претходно собственик ти беше сатаната. А некој да го оставиш 50 години, 100 години на исто ниво, не се сменил во Исус, оди во некоја земна, телесна, свинско-кучешка црква, според Библијата, кучето на блуденицата, песот на блуденицата, свињата во калта, на стариот начин. Истиот лицемерно братолюбе осудува, критикува, се гневи, не прифаќа, си тера по свое. Тој е автокефален, своеглав. Наместо Христокефален, секоја мисла да му е покорна на Исус. Секоја мисла да му е покорна на Исус. Ако остануваш непроменет, не умрел стариот ти. Ти си се уште песот на својата блуденица, свињата која се враќа во калта, и демоните имаат дозвола да влезат во свињите. Ти си под демонско-сатанско влијание и затоа немаш сила, бидејќи го немаш Духот Исусов во срцето. Припаѓаш на сатанското тело и се води духот на овој свет. Ние не го примивме духот на овој свет. Духот на овој свет го примаме, духот на Отецот, за да знаеме колку не љуби. Припаѓаш на сатанското тело со духот на овој свет. Сосема спротивно е целосно да се претопиш, да предадеш се во Исус. Исусе, не можам сам, дојди и води ме. И потоа да му го дозволиш тоа. Да бидеш еден дух, едно тело, те љубиме Господи Исусе Христе. Значи, тие живеат, се враќаме Ефесијаните 4, 17 стих, по суетата на својот ум, своеглав, свој ум јаде од дрвото на познанието, помрачени се во разумот, тврдокорност во нивното срце, немаат чувства, секаква нечистотија. Дали ти си го познал Исус Христос? Што направи Тој? Блажени се бедните по дух. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога. Отврлете го од себе, 22 стих, стариот човек. Ете, тоа е тоа што треба да го направиш. Според поранешното живење, кој се распаѓа, кој е смртен во измамливи желби, за да се обновиш со Духот Исусов. Да му дозволиш од своето срце, да го обновиш својот ум, да се облечеш во новиот човек, образот на небесниот според Бога, во Неговата праведност, Неговата волја и светост. И сега никаков гнасен збор, не давајте му место на ѓаволот во вашето срце. Бегај од мене, Сатано, во името Исусово. Никаков гнасен збор да не излегува од устата ваша. Не оскрбувајте го Светиот Дух. Со него сме запечатени, печат да ни удри за денот на воскресението. Да отстраниме од нас огорченост, јарост, гнев, викање, хулење. Еден спрема друг да бидеме милосрдни, проштевајќи си еден на друг.
простувайки си еден на друг, простувайки си еден на друг. Те сакам, Господе Исусе Христе, како да го направам тоа? Па треба да му дозволиш на Исус да те води. Исусе, кажи што да зборувам. Денеска седнувам, размислувам, отварам, ми покажува. Ко знам само почетокот. Потоа тој не води. Ова слово без духот Исусов е слово кое убива. Словото без дух е мртво. Словото убива кога го зборуваш од себе. Бидејќи се плаќа, за секој лош збор ќе одговараш на судниот ден, а духот Исусов љубовта оживотворува. Ете, тоа е тоа што треба да го научиш, како да му дозволиш на Исусовиот дух да се насели во тебе. Првин треба да го испразниш твоето срце од се што излегува од тебе. Да клекнеш на колена, да се покаеш: Исусе, прости ми. Татко мој, погрешив пред тебе и пред небото. Исусе, не можам самиот. Сите што го направиле тој чекор веднаш имаат духовно квалитативна промена. Во здравственото, во силата, во нивното однесување. И е потоа ако дозволат да ги подучува некој да ги води Исус, тие поминуваат низ иглени уши, ја оставаат камилата и чекорат по тесната патека што води кон животот. За секогаш Исус. Амин до Божиот царство небесно. Во името на Господ Исус Христос го врзувам сатаната и секој демон што се нафрлил врз тебе. Кажи амин. Во името на Господ Исус Христос те одврзувам од секаков демон, демонско влијание, зли души, магии и проклетства. Кажи амин. Во името на Господ Исус Христос примам сила, исцелување, го отварам своето срце. Се покајувам, простувам. Се покајувам за гревовите на моите предци. Никого не осудувам. Исусе, дојди во мојот живот. Ја прифаќам твојата волја. Покажи ми, научи ме, обликувај ме, освети ме со водна бања во Словото, крсти ме во Дух Свети. Амин, здрави и силни во Исуса, бегај од нас сатана во името Исусово и не враќај се повеќе. Исус напред, ние по Него. Како што рече, да се отфрлете го од себе, стариот човек. Според вашето поранешно живење, тој е важен чекор кон Исуса, кој се распаѓа во измамливи желби. Остави се на Исуса. Сите грижи предај му ги. Он ти дава мир, сила, здравје и исцелување. Те љубам, Господи Исусе Христе, Татко мој небесен. Се враќам пак кај тебе, за секогаш Исус. Амин. Амин. Исус во срцата наши. Да се свети името Твое и да дојде царството Твое и да биде волјата Твоја и не воведи во искушение, избави не од лукаваго. Сила и слава, како на небо, така на земја. Левот насешен, дај ни го денес и прости ни ги долговите. Исусе Христосе, ние сме Твоите.